Macedonia is succeeding and will continue to succeed with the reforms of VMRO DPMNE and under the leadership of Prime Minister Nikola Gruevski. The policies of VMRO DPMNE will continue to produce economic growth and jobs and stability. Драги приятели, на 5 юни кажете да за реформите. Господине Марачков, не е Гевгелија само неколку казина и шумско стопанство. Гевгелија е град на вредни земјоделци, трговци и бизнисмени, на традиција и на градска култура. Гевгелиското стопанство денеска слободно дише. Денес пред да се преземе одредена инвестициона активност, во Гевгелија инвеститорите разговараат и преговараат и со државните, и со локалните институции, и со банкарските институции, а не само со еден партиски центар. Да не дозволиме да се врати тоа време, да не дозволиме Гевгелија да биде Ќурчиево. ВМРО ДПМН на 5 јуни. Знам дека ќе ја добие поддршката на гевгелиските бизнисмени. Гевгелија е град со богата традиција, предприемачки дух. Има тука многу мали и средни бизниси. Сите тие, сигурен сум, ќе ја дадат поддршката за ВМРО ДПМН. Бидејќи ВМРО ДПМН нуди Македонија и Гевгелија да имаат најниски даноци во Европа. Тоа е нашата економска и даночна политика. Наместо СДСМ што нуди зголемување на даноците, зголемување и воведување на прогресивен данок, што не е добро за ниеден бизнисмен, а со тоа и на стопанството, на инвестициите. Тоа би ја вратило Македонија многу назад, но за среќа тие немаа шанса тоа да го направат. Ние, како ВМРО ДПМН, во манифестот предвидуваме укинување на данокот за малите и микропредпријатија што имаат годишен приход до 5 милиони денари. Тоа ќе го направиме за преку 27.000 предпријатија во Република Македонија. И ќе го намалиме данокот на додадена вредност од 18 на 5% за туризмот, она што е значено за Гевгелија. Голем број на туристички фирми што се занимаваат со туристички дејности и туристички услуги ќе можат да ја користат оваа придобивка од 18 на 5%. Се намалуваат царините на стотици репроматеријали и суровини. Се укинува плаќањето на стотици трошоци што сега денес го оптоваруваат бизнисот или се намалуваат тие трошоци. Ќе овозможиме и натака фирмите да користат ефтини кредитни линии, онаа кредитна линија што е од Европска инвестициона банка со 5,5%, уште 150 милиони евра ќе донесеме. И на секој друг начин ќе овозможиме да се реализираат инвестициите во сите слободни економски зони, но и во индустриските зони за кои што денес знаеме од дискусиите, од разговорите што јас ги имав со гевгелиските бизнисмени, дека има голем интерес за инвестиции за преку 45 локации во Гевгелија, за отварање на нови погони, нови фабрики, стотици работни места за гевгеличани. Ете тоа е нашата програма, нови инвестиции, нови работни места, добра клима за бизнисмените, подобар живот за граѓаните. Но јас знам дека на 5 јуни и гевгелиските работници ќе гласаат за ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН го воведе концептот на бруто плата, со кој што работниците многу поредовно си ја добиваат платата и тоа истовремено им се плаќаат и придонесите за здравствено и за пензиско осигурување. Ете, тоа е реформа што СДСМ никогаш не сакаше да ја спроведе, штитејќи одредени олигарси. Македонија сака да го награда трудот, сака да го награда тој кој што во изминатиот период, кога му е дале довербата, не ја изневерил таа доверба, работу по 15 сати на ден, исполнувал колку што може, на крајот излегол, дал отчет за сработеното и се гледа од отчетот дека над 82% од она што било ветено во програмата во 2008 година е целосно реализирано и 16% почнато и е во фаза на реализација. Е, тоа го нема во Македонија порано. Она што е карактеристично, до кое дереже се донесе Бранко, кој што веројатно во иднина треба за многу студенти по политикологија да биде пример како не треба да се однесува политичар кога има довербата од граѓаните, дојде до дереже човекот да си порачува анкети реални, ги добива тој,
ги споделува со еден до двајца од неговите најблиски и на сите други во раководството. Не зборам за јавноста или во членството на СДСМ. На сите други во раководството им пуштаат лажни анкети со кои што или е пата или они водат. Јас ги гледам деновиве, ги гледам засилени, Радмила, другите победуваме, готово. Викам, добро, вие луѓе толку ли ги бива вака да лажат, да измислуваат, да бидат убедливи. Кога деновиве разбрав дека едни анкети добива Бранко, а други раководството на СДСМ и луѓето окуражени, зборуваат, се радуваат, победуваме. А од друга страна дознале дека деновиве најблиските луѓе на Бранко Црвенковски започнале по комитетите да организираат протест на 6 јуни во Скопје и да се собираат автобузи и луѓето да биле спремни за протест. Сега веќе и во СДСМ им е јасно дека нема да успее тоа сценарио, да ги прикажат изборите дека се нерегуларни, дека има проблеми. Нема да им помогнат ни чуварите по 5 најсилни што ги спремаат. Нема ништо да им помогне, затоа што поразот ќе биде убедлив. Поразот ќе биде со над 20 пратеници, разлика во корист на ВМРО ДПМН. Бранко нема да може да собери ни 500 приврзаници да му направат алиби за да остане председател на СДСМ. ВМРО ДПМН на 5 јуни ќе добие подршка во која што масовно граѓаните на Македонија ќе гласаат за, а не против. За оние кои што покажаа одговорност, отчетност, посветеност, работливост. Оние кои што покажаа дека имаат образ и дека тоа што го ветиле стојат цврсто за тоа и го исполнуваат. Ете, затоа му велам на Бранко и на Радмила, во очи Божји прасе не се гое. За 20 дена не се менува мислењето на народот. За 20 дена не се завршува тоа што се работело или што требало да се сработи кога сте имале доволно време. А има се што ветија, драги пријатели, изважава. Затоа денеска никој не им верува кога говорат дека ќе дале социјални пензии или дека ќе дале 9000 денари минимум плата. Па кој им бранеше? И во 92-та, и во 94-та, и во 2002-та да дадеа по 9000, по 8000 да дадеа. Го слушам пред некој ден поранешниот лидер на синдикатот Дојчин Светановски кажува дека во мај 2006 година како синдикат демонстрирале за минимална плата не од 9, од 6500 денари. Човекот кажува јавно дека им пратиле абер дека ќе прифатат и 6000. Само и само да има договор. Го одбиле дрско, му рекле нема шанса, не доаѓа во обзир. Истите тие луѓе, Црвенковски, Шекеринска, Стефчо Јакимовски, тајфата околу нив, денеска безобзирно го лажат народот дека 9000 денари се им дале. Ги гледам и слушам наоколу одат од село во село. На влезот на селото ги чека нивна група приврзаници од нивниот штаб и ги прашуваат: кажете ни што да им ветиме тука за да го придобиеме нивниот глас. Нити пресметки, нити математика, нити дали може тоа да го направат, нити консултации, ниту го пишува тоа во нивната програма. Влегуваат од селото од прва, без да ги прашаат луѓето. Тоа ќе ви дадеме, тоа ќе ви овозможиме. Не ја бива. Народот препознава, народот гледа. Кога некој лаже, лаже, затоа што тој што важил еднаш, тој што важил 2 пати кога си му дал доверба, тој што важе 3 пат кога си му дал доверба, сега веќе не му вреди што да излаже. Губат. Тоа е тоа. 5 јуни е ден кога оваа политичка гарнитура, оваа тајфа во СДСМ на чело со Бранко заминува. И кога очекуваме нов тим со кој што ќе се бориме со идеи, со визија, со проекти, со нешто што може да и направи напредок на Македонија, а не со луѓе кои одат во Брисел и си ја кодоша државата. 5 јуни е денот кога оваа програма од над 1200 проекти, чија главна цел е отворање на нови работни места во Република Македонија, масовно ќе ја добие поддршката. 5 јуни е денот на големата победа. Победа на Македонија, победа на сите кои што сакаат
да победат реформите. Победата на реформите е победа на секој граѓанин на Македонија. Да сте живи и здрави. Да живее Гевгелија.